на работот светот представува едно од најзрелите и најкомплексните остварувања во прозниот опус на Иван Дамјановски. Како негов 20-ти юбилеен роман, ова дело не е само продолжување на богата творечка линија, туку и нејзина синтеза. Во него се препознава автор кој со децении истражува духовни, психолошки, општествени состојби, но овде тие истражувања добиваат концентрирана, филозофски изниансирана форма. На работот светот може да се чита како роман за староста, но неговиот вистински опсег е многу поширок. Тоа е роман за границата. За границата меѓу јавето и сонот, меѓу меморијата и заборавот, меѓу личната и колективната историја, меѓу разумот и страдот, меѓу светлината и сенката. Староста овде не е биолошка фаза, туку е екзистенцијална состојба во која човекот се соочува со сопствената конечност и со неможноста времето да се задржи или, во наводници, замрзне во сеќавањето. Централните ликови, пензионираните лекари Бане, ортопедот, и Виктор, психијатар, се поставени како интелектуални субјекти на собствената старост. Нивната професионална биографија не е случајна. Преку телото и умот се отвора двојна перспектива за човечката состојба. Телото слабее, умот анализира, организмот старее, свеста се изострува. Току во таа противречност се раѓа драмата на романот. Староста е време на физичко повлекување, но и на духовна резимираност, па и резигнираност. Дамјановски не ја патетизира староста, тој ја демистифицира, ја поставува како период на аналитичка смиреност, но и на скриена вознемиреност. Старите луѓе не се само жртви на болести и осаменост, тие се сведоци на собствениот живот, судии на собствените одлуки и хроничари на времето низ кое поминали. Во нивните разговори во кафеанчето Чоканче се отвораат теми што го надминуваат приватното, религијата, моралот, медицината, технифицираното време, вештачката интелигенција, смртта. Тоа кафеанче станува миниатурен форум на цивилизацијска ревизија. Една од клучните поетички оски на романот е мотивот на сонот. Сонот не е декоративен елемент, туку структурен принцип. Тој функционира како сценска декорација во која се преиспитува реалноста. Во сонот се разградуваат фактите, но се откриваат искриените вистини. Јавето е исполнето со илузии на модерниот свет, додека сонот е простор каде се појавуваат траумите, стравовите и сенките. Оваа димензија на романот може да се согради низ призмата на аналитичката психологија на Карл и Густав Јунг. Колективното несвесно, архетипските сенки, стравото од спаѓањето на идентитетот, сите овие категории се имплицитно пишани, односно запишани и опишани во наративната ткаевина. Сенката постои само во однос на светлината, стравот постои само во однос на свеста. Во таа диалектика романот гради собствена онтологија. Реалноста е истовремено фактичка и психичка конструкција. Староста во романот е отоварена со ментален стрес и со страх од распад на меморијата. Заборавот е најголемиот непријател. Тој ја поклопува личноста, го разнишува идентитетот и го засенчува минатото. Но истовремено минатото не е целосно сигурно за солниште. Во него има празнини, недоречености, премолчување. Секој човек, особено во третото доба, се соочува со прашањето: што беше навистина добро, а што лошо? И дали лошото подолго се памти од доброто? Романот ја проширува индивидуалната драма во колективна рамка преку мотивот на диаспората. Судбината на Бане, како дете бегалец од 1948 година, ја отвора историската траума на раселеноста. Расејувањето не е само географска дисперзија, туку и расејување на идентитетот. Патувањето на Виктор во Канада, сретните со иселениците во Северна Америка, разговорите за припадност и националното ткиво, сето тоа ја проширува темата на староста и во рамките на темата на колективната судбина. Современиот печалбар, според романот, живее меѓу просперитетот и осаменоста. Глобализацијата ветува можности, но создава и нови бездомности. Светот е отворен, но човекот се чувствува на работ, на раб на собствениот идентитет, на раб на духовната сигурност. Таа метафора на работ
добива повеќе својно значење. Тоа е работ на животот, но и работ на цивилизацијата. Особено впечатливо е третирањето на смртта. Таа не е сензационалистичка, туку рационализирана. Смртта не прави разлика меѓу природна и неприродна, меѓу случајна и намерна. Таа е единствената известност во светот на релативизирани вредности. Старите луѓе живеат со постојана свест за нејзиното присуство, не само како хистеричен страв, туку и како тивка сенка што ги следи нивните расположенија, појави и состојби. Во таа смисла, романот се доближува до екзистенцијалистичката мисла. Човекот е фрлен во светот, но одговорноста за смислата останува негова. Ниту филозофијата, ниту религијата, ниту науката не нудат конечни одговори. Одговорите се фрагментарни, како и привидот и совиштата. Пријателството меѓу Ване и Виктор представува посветна линија на одбрана од осаменоста. Во староста нема време за ново оформување на личноста. Човекот веќе е оформен. Но има време за поделување, за дијалог, за заедничко толкување на животот. Пријателството станува етичка категорија, возвишен чин на човекување, поетички на работот светот, е синтеза на реалистичка традиција и современа рефлексивност. Дамјановски не прибегнува кон фрагментарна експерименталност, туку гради постепено психолошко продолбочување. Неговиот стил е изнијансиран, со филозофски дигресии што не ја нарушуваат наративната кохерентност. Во текстот постои постојана потрага и потврда на сопствениот автентичен прозен исказ и израз. Овој роман не нуди шематски, туку суштински размисли, искуства и порака. Тој не само што ја наметнува вистината, туку и ја проблематизира. Читателот е повикан да препознае докаде е сонот, докаде е вистината, а каде започнува фантазијата. Во таа отвореност се состои неговата уметничка посветеност, заокруженост и зрелост. Во крајна линија на работот светот може да се чита како антрополошка студија за староста и како онтолошка анализа на сонот. Тој ја поставува староста како концентрирана точка на животната мудрост и страв, како последен простор каде човекот ќе проверува сопствената смисла пред да зачекори преку работа. Со овој роман Јован Дамјановски создава дело со значајна нараторска уметничка вредност. Тоа е текст што не нуди утешни илузии, туку со очување со меморијата, со сенката, со неизбежноста на смртта и со парадоксот дека вистината постои и тогаш кога е заскриена. Од тука на работот светот останува значајно романеско остварување во современата македонска проза, како сведоштво дека староста не е маргина на животот, туку негов најконцентриран и најдлабок облик.